Тетовецот Сали Малики и неговата 12-годишна ќерка живеат во оваа мала соба полна со влага која во секој момент може да се урне. Останатите простории од домот на Малики стар еден век се целосно уништени. Немаат ниту покрив, а зидовите се разурнати. Ова тетовско семејство во ваква мизерија живее 10 години, само со социјална помош од 1500 денари. Со храна ваке, кој ми идем берам желези, еве, и тука ми се, ги продадев вчера, и таке, и питам под џамија. И Бране Глигориевски од тетовската населба Два Бреста сместен е во единствената соба која има покрив над глава од овој разорнат објект. Ризично е да се живее во вакви услови, па принуден сум да дежурам во текот на цела ноќ. Од 2013 навамо така е објектот. 2014 више катастрофално тоа. Сега коме иде тоа пушта и сега фактички буден сум да речемо само крцка. Дали у едната соба, дали у другата. Слична судбина дели Илми Абази кој живее во оваа шупа, откако пред 2 години во пожар целосно му изгоре неговиот дом. Немам никакви услови, да се искупе човек, да се измие ништо. Малики Григориевски и Абази од Центарот за социјални работи и локалната власт во неколку наврати добиваат ист одговор, дека институциите немаат законска обврска да одвојуваат средства за санација или изградба на домови. Негрижата на државата за ваквите случаи доведе во Македонија голем број семејства да живеат без покрив над глава и во мизерни услови, велат од невладината Гради Миднина. Во наредниот период ќе организираат хуманитарна акција, преку која ќе собираат пари и градежен материјал, потребен за семејствата на кои им неопходен нов дом. И понатака да се продолжи од време на време да се одржават тие проекти, да се помагат на тие семејства, затоа што тие се изнемоштени со примање на социјална помош без разлика што се зголемува на ниво 500 денари или 1000, тоа не представува никаква улога. Хуманитарната акција ќе биде наменета за 50 семејства од Македонија. Постапка за аплицирање, потребна документација, што се може да се финансира со ИПАРД програмата, кои се пропишаните сорти, колкава е минималната и максималната површина која земјоделците треба да ја поседуваат и колку средства би добиле за неа. На овие прашања вчера одговара индивидуални консултанти од Скопје пред жителите на општина Егуновце. Станува збор за млад и ентузијастички тим кој со своето работно искуство има успешно реализирано над 10 бизнис проекти на македонскиот пазар. Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и рурален развој објавува јавен повик. Тој јавен повик трае рок од 45 дена. Во тие 45 дена потребно е, значи, да се подготват потребната документација и се аплицира во ИПАРД. Потоа, од прилика едно 3 до 4 седмици, чекаме на нивно одобрување и на нивна консултација во случај нешто да недостасува или треба некоја промена. Потоа ние исто така настапуваме заедно со нас, со клиентите наши, ги довршуваме тие работи што треба да се завршат и ги праќаме исто во агенцијата и чекаме на нивни одговор за одобрување на проектот и не. Проектите што ги исполниле стандардите на ИПАРД, значи тоа што е напишано, тоа што е прикажано во документацијата, ако е еднакво на тоа што тие го бараат, значи средствата се одобруваат. Ако, например, планирате инвестиција, сега од прилика ќе кажам, од прилика од 20.000 евра, ИПАРД кофинансира неповратно 10.000 евра, што не е, например, малку, доколку се работи нели за поголеми инвестиции, така да од нив се очекува да се исполнат критериумите и да се биде доследен на тоа што е прикажано. Ако имате вие веќе некои овошни или лозови насади кои што се постари од 15 години или пак некои сорти кои што не се препорачани, може тогаш и за сами садници, значи за самите насади вие може да побарате финансиска помош. Доколку купувате земја и одново, значи садите нови насади, тогаш нема право, значи не финансира нови садници ако не се само наменети за замена на старите. Може да аплицирате, значи, за секаков градежен материјал и опрема која што опфаќа, значи, наводнување, заштитна ограда,
на самата инвестиција која што ќе биде предмет за апликација во ИПАРД. Може да аплицирате, значи, машини, трактори, се што е она потребно за обработка на самите насади, за складирање, за пакување, значи билошкари може да има многу голем обем, значи инвестиции кои што не се поддржани од ИПАРД, тоа се на втора рака машини, купување, во натура размена, покривање на некои финансиски долгови, сето тоа не е покриено од ИПАРД. При апликација, како што напомна колешката, значи се што го бараат тие, да се спремат сите документи и е важно да не се почнува додека не добијате одобрување. Значи, откако ќе добиете одобрување од страна на ИПАРД, тогаш се подпишува договор со нив и од кога ќе подпишете договор, вие добивате на некој начин зелено светло за да започнете со инвестицијата и ќе имате редовна контрола во време трајање од 5 години. Значи, тие постојано идат на терен да видат дали се како што е пропишано за заштита на животна средина, ако имате систем капка по капка, тоа ви носи плюс поени. Исто, например, кога ќе аплицирате, се гледа, тие прво гледат дали ги имате сите потребни документи што се основни критериум. Ако го имате тој основен критериум, може да земете плюс бодови кои што ќе ви дадат поголема шанса да ги добиете средствата. Такви плюс бодови се добиваат ако инвестицијата е од млад земјоделец, значи кажав од 18 до 40 години, ако случајно е жена носител на инвестицијата, ако имате баш воведување на такви нови начини на наводнување, значи дали распрскувачи или капка по капка или подводни системи за наводнување, исто имате плюс поени. Например, ако имате договорено откуп со некој производувач, исто имате плюс поени, бидејќи вие влегувате како производители во синџирот на исхрана, имате плюс поени 10. Ако сте членови на земјоделска задруга, имате 35 поени плюс. Значи, сето тоа ви е плюс можност за да ја добијате самата инвестиција. Основни критериуми, значи, кои што треба да бидете индивидуален земјоделец, земјоделско стопанство, физичко или правно лице, ако треба да биде регистрирано до крај на инвестицијата. Значи, може и ако во моментот не сте регистрирани како земјоделец или член на земјоделска задруга, до крај на инвестицијата имате таква можност, нели, тоа ќе биде услово за да ја добијате таа инвестиција. Тоа така има, значи, тие преопишани сорти. Мора тие да бидат, значи, за да се кофинансира од ИПАРД. Површина која што е минимум максимум, значи 3 декари е минимум, 50 хектари е максимум. Сега, ако има некој со повеќе од 50 хектари, исто може да аплицира, но кофинансирањето ќе му биде за инвестицијата во рамките на тие 50 хектари, не повеќе. Минимум средства за кои што може да аплицирате е 3000 евра во денарска противредност, а максимум за оваа мерка што е за овошни насади е 1,5 милиони евра. Така да понатаму зависи од вас. Исто така треба да знаете дека значи се што е поврзано со инвестицијата не смеете да почнувате пред инвестицијата, пред одобрувањето, освен например за деловен план и за самите консултации, например со нас или други консултанти, дали за изработка на финансискиот дел или ако ангажирате некои енергетски ефикасни, например панели, тогаш ќе ви требаат консултанти од таа област. Исто, значи тие консултации за спремање на самата апликација влегуваат во ИПАРД средствата што ги кофинансира. Меѓу присутните на советувањето беше и Синиша Стефановски како пример на индивидуалец кој започнува нов бизнис токму со помош на средства на ИПАРД програмата. Во план е да отвори откупен центар на малини и други земјоделски производи во чии рамки е предвидено изградба на ладилник. До идеја за ваков бизнис дошол на саем во Келн, Германија. Има голема побарувачка, посебно за малината и вишната у Европа. Има сигурен пласман, значи со преддоговори. Тоа се големи фирми што ако например потпишат договор со мојата фирма дека ќе откупат 500 тона малина
И ако не ја откупат, они плаќаат пенали за тоа. Значи исто како да ја откупиле. Они мора да ја платат ако потпишат пред договор. Значи, ја имам више 3 такви фирми што се спремни да потпишат пред договор, доколку во нашиот регион во наредната година или две се засадат, да речам, 50 на хектари малина, и ја више планирам оваа година да посеам негде околу 7-8 декари. На едната парцела планирам да сеам малина, а во другата парцела планирам да го градам ладилникот. Значи, ладилникот, ако биде секако што треба со ИПАРДот и со документите, верујте, има стварно обимна документација да се собере. У моментов чекаме нешто од градоначалникот. Мислам дека прво село е Јанчиште што ќе се изработи таа општа програма, или у град е тоа како детален урбанистички план. Значи, Јанчиште е више готов, планот предаден е во министерство. Има некои работи што треба да се средат, и на сите заинтересирани, значи ја би посакал да се во што поголем број, спремен сум да потпишам пред договори, значи уште сега, ако биде одобрението од ИПАРД, со тоа што ако не биде одобрено за оваа година, значи ја се изгради негде тамо до мај наредната година, без разлика на тоа дали ќе биде или не ладилникот, имам склучено и преддоговор со друг ладилник да произведената малина или вишна или што и да се складира на друга страна. Тоа е во најлош случај ако не биде нашиот ладилник готов до година ова време. Значи, и таа алтернатива ми е решена. Во случај да не биде ладилникот готов, ако имаме подпишано пред договори и ако вие посеете малина, малината ќе ви биде откупена и исплатена. Поени плюс на апликантите за ИПАРД програмата им носи и членството во земјоделска задруга. Од тука има иницијатива за нејзино формирање која би ги опфатила земјоделците и сточарите од овој регион. Што е целта на задругата? Ако одиме на школски по дефиниција, значи имаме заедничка продажба, заедничка набавка, нели? Ако еден произведува 100 кила малини, потешко ќе ги продаде ако се соберат 1 тон малини, нели? И цената е одма подруга. Втора работа е ако набавуваме материјали. Едно е сам да одиме на пазар да си купиме, друго е кој ќе купиме за сите, цената е одма пониска. Значи, одма се гледа дека има придобивки. И не велам дека сите пари ќе дојдат во Македонија, нели, но сите можеме да се позиционираме и да си ги оствариме своите интереси ако сме здружени. Не значи дека има придобивки преку ноќ, тоа е еден долг процес и многу зависи од луѓето кои што се вклучени, дали навистина сакаат да придонесат. И тоа не е нешто кај што ние ќе влеземе и ќе земеме нешто, туку треба да вложиме труд, време и енергија. Дали ќе платиме членарина и колку зависи од луѓето. Дали нешто ќе вложиме во задругата, пак зависи од членовите, значи таму не пренесуваме имот наш личен во задругата, туку влегуваме со она кое што сакаме да го ставиме како дел од задругата, за кое што подоцна, ако сакаме да имаме субвенции и приходи, имате само на тој дел што е ставен таму. 10 луѓе веќе имаме кои што би сакале да бидат членови на задругата, значи известно е дека ќе се регистрира. Ова не е кампања, нели, да се приклучат луѓето, туку чисто ако некој си го гледа интересот и ако гледа дека може да има придобивки. Инструментот за предпристапна помош за рурален развој за Република Македонија представува пристап до фондовите на Европската Унија наменет за финансиска помош на руралниот развој со фокус на имплементација на законодавството на Европската заедница во однос на заедничката земјоделска политика и политиките за конкурентно одржливо земјоделство, силни и одржливи рурални заедници и разновидна и одржлива рурална животна средина. Вчера околу 23 часот на улицата ЈНА во Тетово две лица на возраст од 19 и 18 години најпрво биле вербално навредувани, а потоа физички нападнати од страна на 4 лица од Тетово, кои ги удирале со стаклени шишиња и метални столчиња, пошто го напуштиле местото на настанот, информираат од МВР. Двајцата се пренесени во клиничката болница во Тетово за укажување на лекарска помош. Се работи на целосно расчистување на случајот.
Интензивно се гради клучката Брвеница во близина на Тетово, со што возилата од регионалниот патен правец R2233 директно ќе можат да одат кон автопатите од Тетово кон Скопје и Гостивар. Деновиве се поставува асфалт на излезот од автопатот кон Тетово и Брвеница, пошто треба да се постави сигнализација. Ово е еден дел од клучката, односно едната страна од правец Скопје за уклучување за правец Тетово и Брвеница и од другиот правец од Брвеница за и Тетово за уклучување према Гостивар на автопат. Втора паза ќе биде уште од другата страна за од Брвеница према Скопје и уклучување од правец од Гостивар од автопатот према Брвеница. Жителите на 10 села од општина Брвеница се мошне задоволни од овој инфраструктурен потфат. Нема да има потреба да влегуваат во Тетово за да го продолжат патот кон Скопје и Гостивар. Исто така и жителите на јужниот дел од Тетово побрзо ќе можат да излезат од градот. Го скрати патот и тоа многу. И времето и се. Убаво, требало уште порано да се направи ова. Сум од Милетина. За нас вреди. На кај Скопје или на кај Гостивар, значи нема потреба да се влага во градот. И така да се прави гужва, загаден е градот, ептен и така. Вака берам се скрати подобро и пократко и времето ќе го користиме и ние возачите и све. Што ќе значи овој пат? Па што нема гужвата нема да биде ќе се избега гужвата. Ова е добар потез и ќе го олесни многу. Новата сообраќајна клучка што се гради во Тетовско е дел од владината програма за подобрување на патната инфраструктура. Книгите секогаш ќе останат во мода, а луѓето кои го следат тој тренд знаат дека секоја книга има посебна приказна која треба да биде прочитана. Голем број тетовци сакаат да читаат, но за тоа признаваат се поретко имаат време. Влюбениците во пишаниот збор уживаат кога слободното време го поминуваат со книга во рака, а летниот распуст и годишните одмори се вистинското време за тоа. Велат дека книгите ја бришат прашината на душата од секојдневието на животот, а оние кои сакаат да читаат се согласни дека токму читањето на книги ги оттргнува од реалноста и проблемите и им открива некои нови светови. Дали читате книги? Да. А кој е ваш омилен автор и која е последната книга што сте ја прочитали? Омилен автор има полно, ама не знам која сега последна да кажам. Последна, не знам, ево Андреевски го работам за дипломско. Пиреј. Добра книга, знае се зашто се работи. Значи, за народот. Тоа е народна книга и по тоа што е печатана повеќе пати, докажува дека е добра книга. Што значи за вас читањето? Читањето е живот за нас, постарите, ние постари сме. Тоа го кажувам, ние немавме компјутери тогаш, наше време, младоста. Ама сега имат и тоа, ама има полно електронски книги. И читам од тоа. Многу. Ги сакам книгите многу. Кој е твој омилен автор и која е последната книга што си ја прочитала? Па сега ga вратив последната книга од кинеска писателка. Омилен автор има многу. Што значи за тебе читањето? Па читањето. Со читањето се префрлате во световите што ги читате, во книгите. Да се смирите, психички релаксирате. Колку често читате книги? Кога имам време. Многу сакам да читам, ама немам време. Па повеќе сакам историски и така. Бестселери, зависи од расположение. Повеќе на одмор кога одам, читам. Сега имам обврски на работа, внуче, вардим и така. Дали сакате да читате книги? Да, генерално да. Меѓутоа сега со годините се помалку. На младост многу читав. Сега и општествени како прилики, односно не прилики, не ти даваат време и можност да се посветиш на добра книга, целосно да се абстрахираш од сите случуваат во држава. Кој е ваш омилен автор или пак книга и што е она што последно сте го прочитали? Знаете што, јас сум поборник на класичното посебен автор.
Нема, меѓутоа би ги апострофирал, би ги нагласил Мопасан, Ремарк, Толстој, Достоевски, Чехов. Од нашите, добро го читам и Јован Павловски. Читањето у суштина надоградување, отварање на хоризонти, бегање од реалност, од црнива, посветување сам на себе и така. Што би им препорачале на младите кои што ретко наоѓаат време да прочитаат некоја добра книга? На младите може да се препорачи што помалку со компјутери, таблети и така натаму, повеќе се посветат на книгата, затоа што оплеменува, затоа што допринесува за подигање на нивото на знаење, на осознавање и така. Не можеш да купиш среќа со пари, но можеш да купиш книга, а тоа е приближно исто. Книгите ќе ве направат помудри, порасположени, поречити и секако посреќни. Затоа читајте. Денес имавме променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Утринската температура се движеше од 10 до 15, а дневната од 15 до 21 степен. Утре не очекува претежно сончево и потопло време со локална облачност и потопло. Утринските температури ќе се движат од 5 до 15, а дневните од 18 до 26 степени.